денеска практично и формално постои општинската организација на граѓанската опција за Македонија ГРОМ на Ѓорче Петров. Нека ви биде со среќа да се множат членовите, да се множат успесите, граѓаните на Ѓорче Петров да ве примаат и да ве гласаат по добро, по тоа што ќе им понудите добри проекти, по тоа што ќе им понудите добри кандидати, квалитетни луѓе, оние кои што можат ова општина и Република Македонија да ја водат онака како што доликува и како што заслужува. Почитувани пријатели, јас морам да ви кажам дека во изборот на вашето раководство ниту сум се мешал, нити ќе се мешам, нити во изборот на било кое раководство. Вие овде си го бирате и јас се надевам дека вечерва избравте квалитетно раководство кое што успешно ќе ве води во наредниот 4-годишен мандат. На мојот драг пријател Зоран Најдановски му го честитам изборот за председател. Се надевам дека ќе биде успешен како што беше успешен каратист, како што е успешен тренер, педагог, како што е успешен родител и сопруг, дека така ќе биде успешен и председател на граѓанската опција за Македонија. Уште еднаш Зоки честитам. Ѓорче Петров и во минатите години од секогаш се покажа како една општина која што има свој дигнитет, во кој што граѓаните точно знаат што сакаат, но уште подобро знаат што не сакаат. Ѓорче Петров се покажа како една општина која што знаеше да и пркоси и на власта и на било кој што нема своите ставови, своите мислења да ги кореспондира со мислењето на граѓаните. И јас се повикувам такви да останете до крај, да бидете стално со свој идентитет, да бидете граѓани со достоинство и Ѓорче секогаш да избира достоинствено, а се надевам дека со појавата на граѓанската опција за Македонија Ѓорче Петров и текако ќе има зголемен избор, дека повеќе е дојден крајот на црно-белата техника во ова општина и дека ГРОМ полека но сигурно ќе се наметне во секој дом, кај секој граѓанин од оваа општина, имајќи во предвид дека Ѓорче Петров, општинската организација, веќе број над 900 члена. Тоа е цела бригада војска.